Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Стаф е Зоран Ѓоргиевски, кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во втората изборна единица. Господине Ѓоргиевски, добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер за гледачите на ТВ Плюс, добро вечер и вам како водител. Јас се надевам ќе имаме плодна и конструктивна расправа, така да за многу работи кои се нејасни за гледачите, после ова наш интервју ќе им малку барем некои работи разјасниме. Ви благодарам што успеавте да одвоите време за гостување во нашата емисија, нели денеска на денот празник Свети Климент Охридски. Благодарам. Пред се би сакал да им го честитам празникот Свети Климент Охридски на сите православни христијани што го празнуваат овој ден и како куќна слава. Меѓутоа, и би сакал да подсетам дека покрај светите врачи Кузман и Дамјан, заштитници на лекарите се Свети Пантелеимон и Свети Климент. Така да честитка и до сите лекари, до сите целиот медицински персонал кој го празнува овој ден Свети Климент. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН вчера го одржа централниот митинг на градскиот плоштад во Куманово. Кои беа оние главни пораки кои што ги упативте на граѓаните во пресрет нели на парламентарните избори? Главните пораки што ги упативме до граѓаните беа тезите околу нашата програма, со која до сега секој сме биле доследни, да понудиме во програмата кои ќе бидат целите на нашето дејствување во наредните 4 години. Значи, позитивностите од таа програма, каде што најчесто е доминантна, барем за Куманово, е економската сфера. Второ, главна порака беше дека Куманово е топ приоритет град во делувањето на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија после овие избори, доколку ја земе власта во Република Македонија, дека Куманово ќе биде топ приоритетот каде што во наредни 4 години акцентот на вложувањата ќе биде градот Куманово. Втората порака која ја упативме до граѓаните на општина Куманово беше пораката да се разјаснат одредени дилеми кои се шират меѓу граѓаните, што е она што го нуди нашиот политички опонент, бидејќи се трудат во одредена политичка обланда да ги прикријат вистинските намери со кои настапуваат во својата програма. И третата работа беа сите оние други делови од програмата што ги има, за кои секој од говорниците најде свое место. И второ, пошто јас и синојка кажав, Куманово е Македонија во мало, настапуваа и нашите коалициони партнери кои со свое обраќање се обратија и до своите сопартици и истомисленици, барајќи ја поддршката од граѓаните за изборите на 11 декември. Лидерот на партијата и носител на листата во четвртата изборна единица Никола Груевски истакна дека очекува референдумско изјаснување на граѓаните и 63 пратеници. Ќе се оствари ли ова очекување според вас? Па пред се, граѓаните се сведоци дека наназад 2,5 години Македонија се наоѓа во една политичка агонија во која е втурнен целиот народ, за која не се гледаат целите поради која се случува ова политичка агонија. Како наближија изборите и како дефинитивно се одреди дефинитивниот датум после силните притисоци, отстапки, договарања, споразуми, пред граѓаните се поставија целите, кои беа целите на политичкиот опонент и сите структури од надвор кои го поддржуваа политичкиот опонент, кои се вистинските намери поради кои беше направена оваа криза. Доколку дојде до ситуација да тие намери се остварат, ние ќе се соочиме со многу големи проблеми по Република Македонија, каде што е доведено и обстојувањето на Република Македонија во прашање. Затоа и кажавме дека изјаснувањето на суверенот на оваа држава, тоа се граѓаните на Република Македонија, ќе биде референдум за обстојување на Република Македонија на 11 декември.
Затоа и говориме дека ова се референдумски избори. Значи овдека не се повеќе работи за тоа дали ВМРО и коалицијата ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија треба да победат. Туку се работи за опстанок на Република Македонија како унитарна, суверена и независна држава на Балканот. Очекувате ли фери демократски избори со оглед на тоа што и меѓународната заедница вети дека внимателно ќе го следи целиот процес и дали со овие избори се очекува крај на онаа политичка криза која што трае веќе толку време? Пред се надевам дека свеста на граѓаните на општина Куманово и на Република Македонија е на тоа ниво да нема да потпаднат под влијанијата за правење на одредени нерегуларности, без обзира на тоа што ќе има и мониторинг, без обзира на тоа што и казните за евентуалните недоследности кои би можеле да се случуваат на овие избори се многу високи. Се надевам и би требало зрелоста на овој народ да допринесе да имаме повторно мирни избори, каде што суверенот на Република Македонија ќе си каже која политичка опција треба да го води во наредниот период. Значи, народот е тој кој сега одлучува. Одговорноста за постоење на Република Македонија во овој момент е во раците на граѓаните на Република Македонија. Која опција народот ќе одбере на 11 декември, таа опција треба да се грижи дали Република Македонија ќе опстои као унитарна суверена Република Македонија, која имаме сите ние за задача, бидејќи сме ја добиле во наследство од нашите предци, кои со крв ја стварале оваа Република Македонија, да ја оставиме на нашите потомци надградена, подобрена, за да и тие на своите потомци направат да Република Македонија биде вечна. Бидејќи Република Македонија, сите кажуваме дека има 26 години независност, како држава Македонија постои векови и милениуми наназад. Американската амбасада во Скопје ги предупреди своите државени во Република Македонија на 11 декември да не одат на масовни собири, бидејќи се можни немири, но од таму вела дека станува збор за една стандардна процедура која што се практикува во целиот свет. Како ги коментирате овие предупредувања од Американската амбасада? Американската амбасада само си покажува една одговорност према своите граѓани. Значи, една амбасада која си води сметка за своите граѓани кои се во Република Македонија ги предупредува, тоа не е аларм дека ќе се случува, меѓутоа едно предупредување дека секој пат при секои избори, не само во Македонија, еве сведоци сте дека и во самите Соединените Американски држави после последните избори каде што Доналд Трамп победи на најрегуларен начин, имаше протести, немири, така да тоа се едни превентивни предупредувања до своите граѓани, така да за тоа е сосема нормална процедура за една одговорна амбасада како треба се однесува. Така, господине Ѓоргиевски, остана уште еден ден од изборната кампања. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е постојано на терен меѓу своите граѓани, остварува средби, мини митинзи по сите населени места. Задоволни ли сте од тоа што го гледате на терен од реакциите на граѓаните? Па вака, Куманово е малку посебна приказна во Република Македонија, затоа што во Куманово во континуитет 25 години имаме владение на СДСМ како политичка партија. Имало периоди кога СДСМ биле власт и на централно ниво и на локално ниво. Граѓаните во општина Куманово сведоци се на многу притисоци до сега, на многу изборни циклуси каде што биле под многу притисоци од локалната самоуправа. Така да има една, како да кажам, еден притисок кој така не се види, меѓутоа ние како партија сме свесни дека сите оние кои се запослени во комуналните предпријатија, во општината, во основните и средни училишта, дека ќе бидат цел на притисоци од локалната власт. Меѓутоа, јас знам дека кумановци се храбар народ и тоа не го покажале еднаш многу пати, да се подсетиме дека Куманово е
еден од ретките градови во Македонија кој имало свој крал кој се викал Карпуш. Први, имало свој воен командант кој помогнал во стварање на оваа Република Македонија која имаме денес, така да наследниците на тие Карпуши имаат срце позади парафанот да застанат со пенкалото во раце и да го слушаат срцето, не сите нас, него срцето, дали се за тоа да Република Македонија има иднина или се за тоа да Република Македонија биде двојазична федерализација и кантонизација, бидејќи многу работи кои им се презентираат на граѓаните, покрај сите овие медиумски информации што ги имаат, на ниво на Куманово не им ги објаснуваат, барем нашите политички опоненти, кандидати од спротивниот табор, не им ги објаснуваат доследно онака како што се. Во нивната програма на 163-та страна пишува политипски општини. Што е тоа политипска општина? Тоа е нов термин кој досега не е користен. Тоа е само една обланда да се прикрие кантонизацијата. Значи, сите оние централни надлежности што ги има државата, сведени на локално ниво, се ингеренции кои ги има политипската општина. А тоа е кантон. Тоа е кантон. Значи, во тој кантон има посебна полиција, посебно здравство, посебно школство, посебни управни служби каде што сами ќе си штампаат пасоши, лични карти. Тој кантон има такви ингеренции да утре може со правење на референдум да се отцепи од Република Македонија. Тоа е веќе најавата која судбина и се спрема на Република Македонија. Нашите политички опоненти се амнестираат од изјавите на нивниот лидер Зоран Заев, дека не мислел баш така, мислел нешто друго. Меѓутоа, ова е пишано во нивната програма. Не можеме да се амнестираме од политиките кои ги заговараат нашите лидери, бидејќи ние утре, како представници од тие политички провиненции, треба да ги спроведуваме тие политики кои нашите лидери ни ги кажуваат на народот. Затоа имаме одговорност пред својот народ. Затоа не треба своите сограѓани да ги лажеме, треба да бидеме искрени, бидејќи период на пратенички мандат во најдобар случај во Република Македонија може да биде 4 години. Сведоци сме дека досега ние ретко кој мандат поминал 4 години, може да биде и 2 години, али треба да се има образ, чест и лична карта, за да утре повторно живееш со тие сограѓани и да имаш образ да им се обратиш и да живееш со нив. Заради тоа апелирам да нашите политички опоненти бидат искрени со своите сограѓани и да кажат дали во срцето искрено го зборуваат тоа што го зборуваат. На овие избори настапувате со најобемна програма досега, програмата насловена Реална. Кои се стратешките приоритети и цели на оваа програма за наредниот период 2017 до 2020 година? Програмата е многу обемна. Морам да се пофалам дека има дел за кој во последните 3 години доста се имам залагано на наше партиско ниво, да Куманово како град, како најголема локална самоуправа во Република Македонија, после години наназад на маргинализирање и од Социјалдемократскиот сојуз и на некој благ начин и од нашата политичка партија, без обзира што немавме соработка со локалната власт, сепак може би требаше малку поинтензивен притисок за некои реализации, е ставено во топ приоритети за наредните 4 години. Што тоа значи? Тоа значи дека во наредните 4 години во програмата на ВМРО ДПМН Куманово е топ приоритет на град каде што владата на Република Македонија ќе вложува во сите сфери со кои треба да се подобри животот на граѓаните на општина Куманово. Една од тие работи е долго најавуваниот ургентен хируршки центар, за кој веќе сведоци сме веќе 3 дена, 4 дена како се гради, заврши тендерската постапка. Тоа е еден голем проект кој го ветувавме на граѓаните на општина Куманово, вредност на проектот е 48 милиони денари, така да со тој проект голем бенефит добиваат граѓаните на општина Куманово. Куманово, да кажам ја, веќе 30 години
сум лекар. Уште од првите моменти како млад лекар, како волонтер, кога имам дојдено во Општата градска болница Куманово, сонот на старите хирурзи и на постариот персонал, кога дојдов, беше да излезат од фамозниот подрум на градската болница, бидејќи условите во тој подрум беа хорор. Хорор за граѓаните, не наликуваа на услови каде што кумановскиот граѓанин требаше да се чувствува достоинствено како човек. Така да, со добивање на овој ургентен хируршки центар, пред се добиваат граѓаните на општина Куманово, на општина Липково, на општина Старо Нагоричино, на општина Ранковце, на општина Кратово, на општина Крива Паланка, бидејќи Куманово е регионален центар кој покрива над 200.000 луѓе. Така да, со добивањето на овој ургентен хируршки центар, целокупната диагностичка процедура која е потребна при најитните хируршки состојби, дали се тоа повреди, дали се тоа ургентни хируршки болести, времетраењето на диагностицирањето и на терапискиот третман ќе биде скратено на минимум. Ние знаеме дека во хирургијата првите саати од сите вакви состојби се златни саати за делување. Јас, кога ќе се сетам како нашите сограѓани кои имале пех да имаат некоја сообраќајна незгода и така, од Кумановската болница од подрумот ги носевме на рентген по секакви временски услови, дожд, снег, студ, така да достоинството на тие граѓани беше уништено, се губеше време. Сега во овој ургентен центар, покрај итната хируршка служба која ќе ги покрива сите овие состојби, ќе имаме анестезија со реанимација, цел реаниматорски тим кој ќе биде тука спремен да во секое време учествува во давањето помош на повредени и заболени лица. Трето, ќе биде рентген диагностичкиот тим, каде што ќе имаме и рентген и компјутерска томографија. Така да, целата диагностичка постапка, времетраењето ќе биде сведено на многу краток временски интервал, така да насоката понатаму, дали со тераписки третман ќе се стартува тука веднаш или пациентот ќе биде однесен на повисока инстанца во терцијарното здравство, ќе биде сведено на минимум. Шансите за преживување на овие граѓани ќе бидат многу поголеми отколку што се биле до сега. Значи, пред се добиваме голем благодет за граѓаните. Второ, како што кажав, животна желба на цел тој хируршки персонал уште од пред 30 години и наназад сите тие луѓе кои работат таму ќе се чувствуваат достоинствено како медицински лица кои на достоинствен начин ќе им ја пружаат својата помош и услуга на сите повредени и заболени граѓани. Мене ми е посебно драго што успеавме еден таков објект да издействуваме за градската болница Куманово и да кажам дека во просториите на сегашниот ургентен постоечки центар ќе биде сместен ургентниот интернистички одел, така да пациентот има потреба да дојде до болницата. Тука, во најкраток временски интервал, дали тоа ќе бидат хируршки состојби, дали тоа ќе бидат интернистички состојби, времетраењето на диагноза и времетраењето на терапија ќе биде скратено на минимум. Значи, ова е многу голема предност за граѓаните на Куманово. Втора работа, која во најкраток, и треба да кажам дека ургентниот центар веќе 3 дена како се гради, почнаа работите на неговата изградба. Втората работа за која се залагав во претходниот период и која влезе во програмата е набавка на дигитален мамограф. Има една информација што малку се кажува, Куманово е водечка општина во Република Македонија по заболување на карциномот на дојка. За причините не сакам да дискутирам, меѓутоа, ради низ работи, Куманово е на врвот, така да до сега оваа диагностика ја имавме со еден аналоген апарат добиен пред 30 години од германска донација. Сега ќе имаме дигитален мамограф, каде што процентот на зрачење е многу помал за пациентите, а
точноста на диагностика ќе е многу повисока. Така да, уште еден бенефит за граѓаните на општина Куманово. Морам да кажам дека по прашање на опремата која треба да се набави за општата градска болница Куманово во наредниот период, чија вредност изнесува над 940.000 евра, каде што главна работа која треба да ни се случи во Куманово ќе биде набавката на еден голем централен стерилизатор, каде што место како досега да се стерилизираат инструментите на гинекологија, посебно на хирургија, посебно на уво грло нос, посебно, значи сега целокупната стерилизација ќе биде спроведена на едно место. Што значи тоа, каде е бенефитот? Па бенефитот е во тоа што ќе имаме стрикно едуцирани луѓе за ваквите постапки за стерилизација. Второ, процентот на евентуални грешки и појава на интрахоспитални инфекции ќе биде доведен на минимум. Интрахоспиталните инфекции се рак рана и во многу поголеми центри медицински низ светот, така да со постоење на оваа централна стерилизација, Кумановската болница ќе може тој процент на интрахоспитални инфекции да го сведе на минимум. Значи, се мерки со кои да спомнам и уште други работи, Куманово до сега, поради недостаток на опрема по типот на колоноскопија, гастроскопија, беа принудени да патуваат за Скопје. Со набавка на ова опрема и оние субспецијалистички дејности кои веќе се перспектива во здравството, Кумановската болница ќе може тие кадри да ги развива, бидејќи за развој на тие субспецијалности беше потребна опрема. Со добивање на оваа опрема, тие субспецијалности ќе можат да се развиваат и надоградуваат. Бенефитот од тоа ќе биде што кумановските граѓани нема повеќе да одат по скопските болници, туку тој бенефит ќе го имаат овдека во општата градска болница Куманово. Така, значи тоа што се однесува до здравството, но Куманово е еден од поретките градови во кој што се уште нема технолошко-индустријска развојна зона. Во вашата програма се предвидуваат, како што знам, 2 зони, една во Куманово, една во Липково. Па вака, Куманово по прашањето на економската сфера е град кој од најиндустријски град дојде во позиција да биде заборавен град, каде што индустријата со криминалната приватизација во периодот на транзиција беше направено таква штета што најголемата штета во тој период ја има почувствувано Куманово како град. Еден период бројката на невработеност при оваа криминална приватизација достигна цифра и од 27.000. За да после тоа со одредени мерки за 10 години, каде што владата со одредени мерки на стимулирање на вработување на домашните стопанственици преку мерките вработување до 29 години, каде што луѓето стопанствениците беа ослободени од давачките за овие вработени до 29 години, потоа со мерките за примање на инвалидизирани лица, со давање на субвенции за примање на овие инвалидизирани лица, со мерките за самовработување, Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, значи во Куманово многу луѓе овие мерки ги искористија, така да бројките се намалија некаде на 14.000. Меѓутоа, за Куманово сепак тоа е многу висока бројка. Куманово, по прашање на индустријските зони, 12 години во Куманово се спомнуваат, меѓутоа на тоа поле не е преземено ништо. Локалната власт на тоа поле, сем папиролошка урбанизација, нема направено ништо на тоа поле. Заради тоа, централната власт, преку новиот закон, одбравме локација, а тоа е Кумановското АДЖТП до аеродромот, каде што ќе никне новата тир зона за Куманово. Куманово по прашање на тир зоните, ја имам еден жаргон што го употребувам, беше сираче во државава, така да сега со оваа мерка, таа тир зона во 2017 година ќе доживее своје дневно светло, ќе излезе на дневно светло, така да она желба на сите тие странски инвеститори, каде што Куманово по својата местоположба е било то приоритет
за локација, бидејќи се наоѓа на раскрсница на коридор 10, коридор 8, има своја железничка пруга, во близина имаме гасовод, значи сите оние потребни работи за една тир зона Куманово ги имало. И меѓутоа, желбата да се направи таква работа од локалната власт до сега сме немале. Затоа централната власт со посебен закон, значи ова локација е одберена, веќе се работи, Агенцијата за просторно планирање веќе на терен работи. Сведоци сте пред некое време со вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски и имавме еден прес од таа локација. 2017 тир зоната ќе види своедневно светло. Зошто е тир зоната многу битна? Затоа што сведоци сте пример еден Декслер Мајер, еден Кромберт и Шуберт во Битола, пример еден Декслер Мајер има вработување од 5800 луѓе. 5800 семејства ќе имаат своја работа, своје парче леб, своја екзистенција. Значи, бројката од 14.000 нагло може да ја спушти само еден ваков објект со ваков габарит. Сите други мерки имаат своји ефекти, меѓутоа тоа се многу мали проценти на реализација за да градот може да го осети тој бенефит. Со еден ваков капацитет или 2-3 фабрики каде што бројката на вработени ќе биде од 2-3 илјади, самата општина, самите придружни стопански дејности во градот, како што се пример зелените пазари, сточните пазари, улични, малските продавничиња, ќе живнат. Ние сме сведоци сега на градскиот пазар, што викаат кумановци, од пиле млеко. Што нема? Муштерии. Народот нема пари. Значи, веќе нема потреба ни од зимници ставање во секој период од годината, ние зеленчуци и овоштија имаме колку сакате. Нема кој да купи. Значи, потребно е да градот економски заживее. Сиромаштијата не признава ни вера, ни религија, ни партија, ни нација. Таа е еднаква за сите. Затоа оваа мерка на тир зона е бенефит кој ќе го почувствуваат сите граѓани на општина Куманово. Значи, ќе има шанса за сите структури, и високообразувани, и среднообразувани, кои ќе си го најдат своето место, и една од мерките која досегашната иницијатива на иселување од Куманово ќе барем ублажи, ако не и стопира, али барем да ја ублажи, бидејќи Куманово до сега со овие 25 години свое постојање потона. Дојдовме во позиција да младите луѓе во Куманово бидат во една апатија, во една безидејност за својата екзистенција, и затоа беа принудени својата иднина да ја бараат некаде надвор од Куманово. Вака со оваа мерка се надеваме дека ќе имаме една опција која можеме на своите граѓани да ја понудиме. Втората работа која би требало да даде многу побрзи резултати, тоа е рестартирање на жртвите од транзицијата. Значи, во Куманово има некаде околу 15 гиганти кои со транзицијата беа упропастени, уништени со криминалната приватизација, потоа со стечајните постапки кои траат децении, 15-20 години, така да владата на Република Македонија донесе 2 закона со кои прво се забрза постапката на брзо завршување на стечаи. Дел од фирмите ги завршија своите стечајни постапки и веќе се во сопственост на своите доверители, така да државата ги стимулира овие доверители да фирмите во каква таква состојба ги стават на продажба, да домашните инвеститори и странските инвеститори, ова е прв пат во програмата, бидат ставени во една иста положба. Значи, сите субвенции што државата ќе ги нуди за рестартирање на овие објекти, како се однесуваат за домашните стопанственици, така се однесуваат и за странските стопанственици кои сакаат да инвестираат во општина Куманово. Тука се од фирмите кои ги набројавме, Искра, Монопол, Кен, Кланица, Ладилник, Сточарската фарма,
Житомел, во сите нив не се до крај завршени стечените постапки. Меѓутоа, во дел од фирмите каде што се завршени, пример во Кен, се завршени. Веќе имаме стратешки инвеститори кои се заинтересирани да ги откупат и да вложат во овие фирми. Каде е бенефитот што државата го дава? Пред се, државата за секое ново креирано работно место, каде што ќе биде ново вработено лице, дава субвенции од 2000 евра. За секое ангажирано лице кој е стечаен работник, државата субвенционира 4000 евра и тоа најмалку за период од 5 години. Значи, тоа е директната инвестиција за вработувањето на лицата, а фирмите кои ќе влезат тука, ќе бидат ослободени од данок на добивка, од персонален данок, доприноси за сите овие вработени. Така да ова се мерки што сега ги немаат ни учесниците во другите тир зони, так заради поексплозивна индустриализација на градот. Јас се надевам дека овие мерки ќе имаат одек меѓу граѓаните. Посебно ќе ми биде драго да има одек кај нашите домашни стопанственици, пошто има една работа која наназад години ја зборам. Куманово како град го спасија малите и средните предпријатија на домашните стопанственици. Го спасија да како град не умре. Сега со овие мерки даваме шанса на овие стопанственици да ги прошират своите капацитети, да од мали средни прераснат во поголеми фирми, каде што државата ќе стои со овие мерки позади нив. А благодетот ќе биде од отворање на нови работни места за големата бројка на невработени граѓани на општина Куманово. Предвидува ли програмата и некои други мерки за спречување на масовното иселување на особено младата и стручна популација од Република Македонија? Пред се кажавме дека со доаѓање на вакви поголеми фирми, стратешки инвеститори, секој пат имаме отворање работни места и за високостручните кадри, за високостручните наши млади таленти. Покрај тоа, рековме и за мерките кои беа за самовработување под мотото "Имаш идеја, осмели се". Државата беше спремна да застане позади ваквите иницијативи. Значи, имаме и шанса за доколку некој само иницијативно сака да проба, ќе има шанса и во тир зоните, ќе има шанса и во рестартирањето на постоечките капацитети. Значи, се тоа се шанси за нашите стручни млади луѓе, мада, како што кажав, со отворањето на повеќе вакви фирми, ќе има шанса и за неквалификуваниот кадар да го најде своето место. Доколку се отворат 5-6 индустријски капацитети, ќе биде бројката, ќе биде голема побарувачката на работна сила. Големата побарувачка на работна сила ја крева цената на трудот во градот. Значи, само со таквите мерки можеме да дојдеме до повисоки плати, до поквалитетни работни места, само со таквите мерки. На тој начин, нашите граѓани ќе бидат стимулирани за стручно доусовршување свое, пошто ако имаме еден стратешки инвеститор, пример, од автомобилската индустрија, насоките на едукација на младите кадри ќе бидат во тој правец. Ќе имаат цел према која ќе идат. Сега за сега нема области, учат, а тоа не можат да го некаде своето знаење да го валоризираат. Затоа луѓето се принудени да се иселуваат. Вака, од самата едукација, самите стратешки инвеститори ќе бидат заинтересирани преку стручната едукација на младите кадри, преку училиштата, преку работното усовршување, преку школувањето, да бидат заинтересирани да инвестираат во тие млади кадри. Значи, доколку ја оствариме оваа наша намера за отворање на тир зоните и доведување на големи стратешки инвеститори, ќе имаме многу поволности за младите луѓе. Исто така, да довршам, поведете. рековте, пошто економијата ми е главна работа, со неа почнува животот. Значи, покрај тие мерки, треба да кажеме дека
оваа година најавивме проширување на капацитетите на детските градинки. Бидејќи кумановските населби кои фигурираат према Куманово се претежно млади населби со многу млади луѓе, така да една од најгорливите теми во општина Куманово е капацитетите на постоечките детски градинки. Ние сме свесни дека овој момент капацитетите се толку пренатрпани да на еден воспитувач доаѓаат и по 30-40 деца. Оптимум за квалитетно третирање на децата е докај 10 деца. Значи и покрај тоа што и многу голема бројка на деца од 350 до 400 деца остануваат надвор од овие институции незбринати. Така да покрај двете детски градинки за кои најавивме проширување, проектите се веќе изготвени, тоа е детската градинка до гимназијата Гоце Делчев и детската градинка во населбата Гоце Делчев. Во нашата програма за наредните 4 години имаме изградба и на 5 нови градинки, кои ќе бидат лоцирани во населбите Карпош, Перочичо, Вера Которка, значи сите оние млади населби каде што реално има потреба за вакви објекти. Тоа е една од мерката, бидејќи Куманово не е изолирано во Република Македонија, оваа мерка се вклопува во мерката 140 нови градинки во Република Македонија. Така, една од исто поатрактивните мерки меѓу младата популација на ниво на државата е проектот Купи куќа за млади. Каква е ситуацијата во Куманово? Има ли заинтересираност за оваа мерка? Во Куманово има голема заинтересираност за оваа мерка, меѓутоа ја во повеќе наврати сум кажувал дека главната работа за реализација на оваа мерка е поседување на имотен лист од земјиште на своје име. Локалните самоуправи, каде што ВМРО е на локална власт, таа мерка ја имаат унапредено со посебни локации во градовите каде што локална самоуправа ја држи ВМРО ДПМН и продавање на ваквите заинтересирани млади брачни двојки едно евро квадрат. Додека во Куманово, бидејќи немаме таква зона за таква населба, луѓето младите се принудени да под многу повисоки економски цени треба да дојдат до таков простор. И затоа многу потешко оваа мерка во овој момент заживува, бидејќи во основата на покренување на целата постапка за да се дојде до куќа за млади е поседовниот лист. Доказот за собственост на местото што треба, на кое треба се гради куќата. Државата е спремна да помогне во сите сфери, меѓутоа тоа е првиот проблем со кој наидуваат младите во општина Куманово. Меѓутоа, интересот е многу голем и јас се надевам дека во периодот што следува, дека и по тоа прашање ќе се најде соодветно решение со кое ќе им се излезе на младите во пресред, така да еден од главните проблеми покрај проблемот на вработување, а тоа е и проблемот за екзистенција во собствена куќа, ќе можеме на нашите млади луѓе да излеземе во пресред, така да процентот на луѓе кои ќе сакаат да го напуштат овој град да го сведеме на минимум. Кога сме кај младите, тука се училиштата. Се предвидува ли со програмата реконструкција обнова на училиштата во Куманово, централни, подрочни, без разлика? Па вака, и во претходниот временски период имавме обновување на училиштето Толи Зордомис, училиштето Браќа Милодиновци Крстен Мисирков. Значи тоа се тековни работи во реконструкција, во обновување на столариите, во обновување на кровните конструкции на училиштата. Значи тоа се тековни работи кои ги има во програмата, кои се предвидени. Главна работа по опрашањето на образованието е во оваа програма стипендирањето на младите кадри, на успешните кадри, доделување на стипендии за најдобрите кадри со стручни усовршувања во странство, во најеминентните и најелитните универзитетски институции. Значи, во оваа програма се опфатени сите целни групи, не само младите, опфатени се и пензионерите, покрај мерката за
бесплатни викенди во Скопје, покрај мерката за банјско лекување, мора да кажеме дека во периодот 2017-2018 ќе имаме покачување на пензиите за 10,25%, значи сите целни групи се опфатени во програмата. Така да, како што кажав, и во образованието, и во детските градинки, економијата, пензионерите, земјоделците, значи за земјоделците веќе ВМРО е позната партија која ги воведе субвенциите, бројката на субвенции кои треба да идат за наредната година е качена на 160 милиони евра. Мерките кои ги нуди владата за поефикасно земјоделско производство мора да ги напомнеме покрај вградување на системот капка по капка, каде што државата е спремна да 80% од проектот го покрие заради поефикасно земјоделско производство, бидејќи со истражување е дојдено до тоа да секаде онаму кај што е вграден системот капка по капка, капацитетите, бербите се зголемени за 200-300%. Значи, за поголема ефикасност во земјоделието, затоа и стимулација на градинарските култури, на житните култури со овие системи. За оние кои се заинтересирани за сточарство, владата е спремна да за добивање на подобри сорти на сортен добиток, за чување на сортен добиток, исто така да помогне со 80% од добивање на сортни, високосортни расни грла кај луѓето. Веќе прочуените мерки за трактори, комбајни, земјоделска механизација, каде што до сега земјоделците учествуваа со процентот 50-50, државата сега ги и тука влегува со помош од 60-40 за сите заинтересирани и мислам дека е тоа многу добра и многу јака мерка, каде што механизацијата кај земјоделците сега е доведена на многу повисоко посовремено ниво. Значи, во сите сфери, во програмата се опфатени сите целни групи, со по некоја мерка со која треба да во наредните 4 години благодетот и за самите граѓани, меѓутоа и за Република Македонија биде многу поголем. Во програмата се предвидуваат и решавање на инфраструктурни проблеми во повеќе населени места. Дел од нив се Романовци, Пчиња, кои други? Речица. Вака, да кажеме. Општина Куманово до сега по прашањето на инфраструктурата овие 12 години беше инертна, не преземаше никакви мерки. Оваа година преку Министерството за екологија, преку ИПА програмата 2 на општина Куманово за проекти од инфраструктура доделени се 4,5 милиони евра. Значи Министерството за економија преку ИПА програмата додели за сите проекти за изградба на фекални канализации, додели средства во вредност од 4,5 милиони евра. Тука спаѓаат фекалната канализација во населбата Иго Тричковиќ, фекална канализација во Горно Којнаре, фекална канализација во Речица, фекална канализација во Режановце, фекална канализација во Обедиње. Значи, во многу места со овие средства фекалните канализации треба да се изградат. Тендерската постапка е завршена. Мислам дека фирмата која ги има добиено овие проекти на тендерска постапка е фирмата Жикол и јас се надевам со попуштање на времето, бидејќи сепак во овој период временските услови не дозволуваат многу за таквите работи, дека ќе стартуваат со изградба на фекалните канализации. Сега, општината Куманово не достави проектна документација за фекална канализација за Романовце и проектна документација за водоснабдување на село Пчиње. Имавме некои разговори преку Министерството за транспорт и врски да општина Куманово даде проекти, а Министерството за транспорт и врски преку одредена донација од Европската банка за обнова и развој, каде што стојат 3 милиони евра кои ги избориме наназад 5 години, за кои Куманово никој пат не аплицираше, аплицираат во последнава година, меѓутоа со некомплетни документи. Меѓутоа, за овие две
населени места не доставија проектна документација. Министерството за транспорт и врски беше спремно да плати и за таа проектна документација. Штом и тоа не се направи, сега Министерството за транспорт и врски со своји средства ќе направи проектна документација да овие два инфраструктурни проекта се реализираат во наредниот период. Покрај нив ќе имаме реализација и на асфалтирање на патниот правец Уминдол, село Брзак, Агино село, така да Уминдол ќе може да за многу краток период излегува на автопатот Александар Велики и асфалтирање на локалниот пат Режановце-Речица. Имаше потреба од тој пат, бидејќи во близинат ќе се наоѓа оваа тир зона, така да следната етапа ќе биде изградба на таа делница. Покрај тоа во општина Старо Нагоричино имаме асфалтирање исто така на асфалтен пат од село Арбанашко до Деловски преслап, во делница една во населеното место Свиланце. Значи, ќе има подоста вакви ситни проекти, инфраструктурни, кои за граѓаните на општина Куманово, општина Старо Нагоричино ќе значат многу. Така, тоа е, речиси сме пред крајот на емисијата, што се однесува до проектите, особено нели оние што се однесуваат на Куманово. Но господине Ѓоргиевски, кој е ставот на вашата партија во врска со спорот со името? Повторно да се навратиме нели на една по, да кажам, ставот на ВМРО-ДПМН е Република Македонија суверена, независна, единствена, унитарна. И тука се завршува се. Ние во спорот за името сме влезени, знаете веќе, со медијација на некои други, меѓутоа, нашиот дефинитивен став, кој многу пати на сите митинзи, јавни настапи, лидерот на нашата партија ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, господинот Никола Груевски, секој пат е бил Република Македонија една единствена. Мислам дека со ова се е кажано. Така. Очекувате ли од специјалното јавно обвинителство да ги реши досегашните изборни нерегуларности? Пред се, специјалното јавно обвинителство е вештачка творба. По мене, дадовме шанса на тој специјален орган и јас лично гласав за тој орган, иако е во неуставна категорија, неуставно, меѓутоа, се со желба да сите обвинувања за кои обвинуваше опозицијата излезат на виделина. Што добивме? Добивме вештачки орган кој беше заинтересиран само за политички настапи и прогон на одредена политичка опција, без равноправен третман према сите политички структури и према сите политички учесници во изборните нерегуларности. Ја ќе имав многу друго мислење доколку тој ист орган имаше исти таков однос и према општина Куманово, каде што имавме многу изборни нерегуларности во прочуената 2013 година, каде што сите граѓани беа сведоци. Иницијативата на кандидатот, во тоа време самостојниот кандидат од КТ, ако не СК, господинот Виктор Цветковски, за одредени работи, тоа исто јавно обвинителство да ги преземе, они го одбија, ми зборува дека тоа е еден политички орган кој треба да одработи одредена агенда. Така да, таков орган кој на таков начин работи, ќе има многу низок рейтинг во народот. Таков орган кој формиран од парламентот на Република Македонија доаѓа, не го признава парламентот, не дава отчет за финансиско трошење на средствата што исти тој парламент му ги одобри за да може да функционира, не може далеку да стигне. И затоа знаеме дека таа алатка која треба да послужи во своето постоење за една политичка опција не може да има долг живот.
Господине Ѓоргиевски, повелете, испратите ги последните пораки до граѓаните пред предстојните парламентарни избори сега во недела. Драги мои кумановци, Куманово е секој пат било авангарден град. Град кој секој пат и во најтешките моменти се разликувал по своето размислување, по своето делување во Република Македонија. Тоа го докажал многу пати и во некој 11 октомври го докажал и на некој 11 ноември го докажал, така да на 11 декември нашите граѓани имаат една опција. Таа опција е број 1 опција на победничка коалиција предводена од ВМРО ДПМН, опција која нуди иднина на град Куманово, на граѓаните на Република Македонија, опција која овие млади луѓе ќе има што да им остави, за да и тие на своите наследници остават она што ние како одговорни граѓани треба да им го дадеме. Опцијата е број 1 на престојни локални избори на 11 декември, каде што суверенот на Република Македонија, а тоа се граѓаните на Република Македонија, треба да го кажат својот дефинитивен суд. Благодарам. Почитувам господине Ѓоргиевски, ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во вечерашнава емисија и ви посакувам успех на престојните избори. Благодарам и вам и на вашите гледачи. Така. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.